уште еден кредит од 100 милиони евро од Европската инвестициска банка за кредитирање на фирмите во Македонија. Стопанствениците велат дека на стопанството му требаат кредити, но некои од нив стравуваат во вистинската намена на овие пари. Александар Пешев. Кредитите од европските банки за поддршка на стопанството се потребни, се согласуваат стопанствениците, но ја поделени мислење околу тоа зошто покрај сите пари за фирмите македонското стопанство бележи скромен раст. Арбен Халили од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека секоја кредитна линија во име на стопанството е добродојдена. Но сега што тој искуство предплашува дека се станува збор за уште еден маркетинг трик на самата власт. Халили стравува дека во крајна линија можно е парите да се пласираат за веќе видени работи, веројатно за изградба на споменици и слични активности. Тој додава дека потребни се сериозни пласмани за силна поддршка на фирмите. За жал, за сега нема некои сериозни ефекти од овие кредитни линии, иако пак викам дека секоја добронамерна и сериозно проведена кредитна линија со целта за која е земена би било повеќе додадена за стопанство. Според Мирче Чекреджи од Сојузот на стопански комори, проблемот е во слабата ликвидност на македонското стопанство. Значи, неликвидноста на стопанството во Македонија е главниот проблем заради кој македонската економија не може со поголеми чекори да оди напред. Кредитите од Европската унија кои ги субвенционира владата имаат фиксна камата 5,5% и рочност на отплата до 8 години, со грејс период до 2 години, помагаат да се надмине овој проблем и да се отпочне новиот инвестиционен циклус. Европските банки ги испраќаат парите до Македонската банка за поддршка на развојот во државна собственост. Оттаму парите во форма на кредити се пласираат кај комерцијалните банки кои ги даваат кредитите по своите каматни стапки. Во случајот со европските пари, владата ја субвенционира разликата во каматите, појаснува Чекреджи. Значи, банките не се ограничени во каматата, да си работат, како се вика, со своите каматни стапки. Ако има разлика меѓу нивните каматни стапки и тоа што е одредено да биде за крајен корисник, тогаш владата има предвидена обврска да субвенционира разликата. Инаку според најавите од власта, во финална фаза се разговорите за повлекување на нова линија од 100 милиони евра од Европската инвестициска банка. Парите би требало да им бидат достапни на стопанствениците кон крајот на годината. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев. Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Земите членки на Арапската лига поддржуваат меѓународна акција против сирискиот режим за хемискиот напад во кој биле убиени над 1400 цивили. Во меѓувреме, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун побара од инспекторите да ја забрзаат анализата на примероците од местото на нападот во близина на Дамаск. Моцата на Софија. Во резолуцијата од седницата одржана во Кајро, Арапската лига оценува дека сирискиот режим е одговорен за нападот извршен на 21 август. تحميل النظام السوري المسؤولية التامة. Целосната одговорност за овој напад е на сирискиот режим и затоа бараме казна и судење на сите оние што биле вклучени во овој криминал пред меѓународните трибунали, како што тоа се прави за сите други воени злосторства. Изјави официјалниот представник Насиф Хифи по седницата на Арапската лига во која членуваат 22 земји. Од оваа година во Арапската лига и Сириската опозицијска коалиција. Ова изјава дојде во време кога во Вашингтон се интензивираат разговорите меѓу конгресмените за иницијативата на председателот Барак Обама да добие дозвол од Конгресот за воена операција против сирискиот режим. Извештаите велат дека повеќето конгресмени се уште не се уверени во врска со полезноста на евентуалниот ограничен удар, како што преферира председателот Обама. Анкетите покажуваат дека и повеќето американци се скептични за тоа што би се постигнало со воена операција и дали таа ќе им послужи на американските интереси. Сенатот и представничкиот дом би требало да почнат официјално да го разгледуваат барањето на Обама на 9 септември и да гласаат за него најдоцна до половината на месецот. Обама во саботата објави дека се решил за ограничен воен напад врз сирискиот режим, но и претходно ќе побара одобрување од Конгресот. Според него користењето хемиско оружје не може да се толерира и тоа мора да биде казнато. Во нападот во едно предградје на Дамаск загинале 1429 цивили. Сириската влада ги отфрли ваквите наводи, сугерирајќи дека зад нападот стојат бунтовничките сили. Сирискиот вестник Ал Тавра вчера оцени дека потегот на Обама да побара дозвола од Конгресот го сигнализира почетокот на, како што се наведува, историското американско повлекување.
Во меѓувреме, американскиот државен секретар Џон Кери, изразувајќи увереност дека Конгресот ќе одобри воената операција против сирискиот режим, изјави дека доказите покажувале од сирискиот режим употребил нервен газ сарин. Let me just add this morning a very important recent development. Дозволете ми да додадам, ова утро дојде до важен развој на настаните во изминативе 24 часа, откако првичните тестирања на примероците на коси и на крв од источен Дамаск покажале присуство на сарин. Рече Кери, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун побара од инспекторите за хемиско оружје да забрзат анализата на примероците и да го известат за резултатите што е можно поскоро. Прецизирано е дека двајца представници на сириската влада го следат процесот на анализа на примероците, кои денеска треба да бидат испратени во неколку лаборатории во Европа, за да се утврди дали на нив има траги на боепотреб. Според Бан Ки Мун, никаква меѓународна воена операција не би требала да биде преземена пред инспекторите да ги презентираат нивните наводи. Сепак инспекторите немаат мандат да утврдат и која страна во конфликтот го извршила хемискиот напад. Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница slobodnaevropa.mk. Интервјуата за прашањето за името со портпровод на ДУИ Бојар Османи и со директорот на дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони Виктор Мизо во фокусот на вашиот интерес и изминатава недела на slobodnaevropa.mk. Горица Попова, редовно понеделнички со вашите коментари. Вашите коментари по минато неделното интервју со Бојар Османи почитувани продолжуваат, но што е најинтересно се чини дека страстите кај вас се смирија. Паперо од Скопје и МК Обсервер поведуваат на вистина конструктивна дебата за името, за нашето потекло, за така наречената антиквизација. Смирено, цивилизирано, како што пишува и МК Обсервер, без навреди и етикетирање, како што вели Перо. За власта, роуд шоута чинат незначително помалку од можните ефекти од нив. Ова е суштината на неделното интервју со директорот на дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони Виктор Мизо, а за незабеган тоа не биле роуд шоу, а туку циркуски родео шоу. Само што премиерот и неговата партија јаваат на грбот на народот и на државата. За анонимен Бранко и Љупча не правеа роуд шоуа и не привлекоа никого, а во време на Груја има се. Сакаш светска, сакаш економска, сакаш криза, инвестиции, се си има. Недоволно, ама има. Владо смета дека неуспехот во свое време СДСМ сега го правдал со напади на актуелната власт, а Александар мисли дека да не биле инвестициите невработеноста ќе се зголемела за 10%. Но посетител на нашата веб страница, подпишан со знакот за смешко, вели вака: се додека мене како македонец не ми се инвестира во Македонија, на странците па ич. Дека платата не стигнува ниту за храна, се согласуваат повеќе теми на испраќачи на пораки на нашата веб страница, а Владо дури смета дека синдикатот што ја правел пресметката за чинењето на месечната потршувачка кошничка треба да направи мени за исхрана за 4-члено семејство, бидејќи нивниот износ некако не ми се вклопува во мојата математика. Незабеган пишува дека народот е под седативи на ДПМН и ставен на респираторна машина за да не гледа и да дише колку партијата на власт ќе му определи. А Перо извикува со алузија на познатата владина реклама: ех, моја чудесна Македонија, што направија од тебе благодарение на кроткиот народ. Дали само една има вистина е насловот на нашата анализа, но Битолјано од Скопје и Менде од Гостивар реагираат против некои од избраните соговорници, сметајќи ги за немеродавни, додека темата ја сметаат за одлична. Незавеган, како да одговара на насловот прашање, па пишува: само вистината на Господ и на ДПМН е вистина. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова. Радио Слободна Европа на македонски јазик се гледам во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Во студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓука. Знам дека не сакате многу зборување, затоа веднаш повистите на Радио Слободна Европа. Јас ќе бидам ептен кратка. Ќе ви го представам само хитот на канал 7 за оваа недела, со Каристика го слушаме со вистина добра да е. Сакам да го следам од вампит, животот е сон. Животот е убав, не е така, али добар филм е така.